Почитувани гледачи, Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Секој четврток, знаете, така и овој со нова емисија, ново издание. Вечерашна гостинка ми е претеничката во Македонското собрание Емилија Ангелова и за прв пат во Скопје ми е дома ќе проговориме во оваа сезона за општина Чаир преку локалните проекти со кои што е запознаена токму и Ангелова. Не должам многу во најавата, си ја поздравувам мојата соговорничка. Господи Ангелова, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома, да проговориме за вашата пратеничка функција, секако поврзувајќи ја со локални теми и со локални проекти од вашата матична општина или општина Чаир, од каде што и ни доаѓате. Како сте? Благодарам на поканата. Чест ми е што имам можност да бидам во вашата емисија. Се чувствувам прекрасно, така да можеме да почнеме. Се надевам на еден убав разговор. Сте биле председател на Совет на град Скопје пред да дојдете на функцијата пратеник во Македонското собрание, а тоа ќе ни даде, можеби фокус плюс да проговориме за оние локални проекти и теми со кои што сте, верувам, запознаена и од кои што сте биле дел. Имено станувате пратеник во мај 2024, ако не се лажам, изборите. Еве, ајде првично вашите приоритети како пратеник во овој пратенички мандат, кои се целите, кои се приоритетите во Македонското собрание? Така. Искрено, почнувајќи како пратеник во собранието, првично тоа што ми беше цел е подобро законодавство, носење на закони кои што се во интерес на граѓаните, поголема транспарентност на институциите, со еден збор носење на закони кои што ќе бидат во интерес на граѓаните, меѓутоа ќе имаат и имплементација. Не само закон на хартија, туку да има и решение, имплементација и понатаму да може да тоа навистина допре до граѓаните и да има навистина бенефит граѓанинот од законот. Како ја поврзувате сегашната функција и сегашната работа со она кое што го работевте претходно, односно со она во кое што бевте вклучени претходно? Како функционираше Советот на град Скопје, знаејќи со какви предизвици се соочува до ден денес? Видовме таму многу несогласувања, недоразбирање, препукување помеѓу советниците. Како функционираше Советот? Советничката функција можам да кажам дека беше налик на парламент во мало, заради тоа што Советот во градот Скопје е најмногуброен и заради тоа што навистина имаше многу теми кои што ги засегаат скопјаните, а знаеме дека Скопје е речиси цела Македонија на некој начин, најголемата површина на Македонија. Така да речиси идентично, меѓутоа темите нели Скопје локал, парламентот е веќе на државно ниво. На почеток беше навистина да речам мотивирачки да бидеш советник во градот Скопје, заради тоа што цела советничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата навистина сакаше да придонесе за подобро Скопје и да ги реши сите оние наталожени проблеми кои што постоеа низ годините наназад. И тоа беше, да речам, некоја си година, можеби помалку од година. Мислам дека во тој период навистина направивме многу, имавме многу посети по јавните предпријатија, знаевме да учествуваме во сите програми во градот Скопје до периодот откако нели почна да тоа не функционира повеќе од некои причини познати само за некои други, да речам, ликови. Така да сметам дека може би требаше да биде и малку подобро во интерес на граѓаните, за скопјани, заради тоа што ни ја дадоа довербата на таа градоначалничка. Меѓутоа, еве, постои можност сето тоа сега да го исправиме и граѓаните навистина да добијат градоначалник кој што ќе се грижи за скопјани. Така, Чаир е вашата матична општина, верувам дека сте блиски, транспарентни до вашите сожители од вашата изборна единица, впрочем кои ги представувате во Македонскиот законодавен дом. Колку сте блиски до жителите и дали можеби постои пратеничка канцеларија, на кој начин комуницирате непосредно со вашите сожители, ете можеби како претходно како советник и сега како пратеник кој што доаѓа токму од Чаир? И во советничкиот мандат
и сега во пратеничкиот мандат мојата близина со граѓаните е навистина на завидно ниво, заради тоа што постојано сум на терен со граѓаните, дали е тоа во пратеничката канцеларија во моментот или претходно во советничката заедничка канцеларија на ВМРО ДПМН и коалицијата. Постојано сме во директна врска со нив и ги слушаме нивните барања и практично сето она кое што ние на совет и сега во парламентот го правиме е да ги испорачаме барањата на граѓаните за да можеме да стигнеме до квалитетни закони. Затоа и се прават законите нормално, за да бидат сите во интерес на граѓаните и да може нив да им го олесниме начинот на функционирање со самото тоа и на нас, заради тоа што сме ние граѓани на оваа држава. Од друга страна, колку сте во корелација со првиот човек на општината, земајќи го предвид фактот дека не доаѓате од исти политички партии, нели? Така. Моменталниот градоначалник на Чаир е транспарентен, достапен, барем во мојот пратенички мандат оваа година, една цела година, сето она кое што беше како барање од граѓаните беше насочено кон него и беше испочитувано и реализирано до оној степен до кој што беше нели во интерес на не само во интерес, туку и во можноста на градоначалникот да испорача решение за тоа. Така да мислам дека оваа една година јас можам да кажам дека навистина соработувавме со градоначалникот на Чаир и се надевам дека и со наредниот градоначалник ќе соработуваме на истиот начин. Да, може би и подобро. Нешто подоцна во мојот концепт ќе проговориме за тековните проекти кои што ги реализира и се во план да се реализираат во Чаир. Меѓутоа кога сме кај пратеничката функција, јас би сакала да ве прашам, вие сте дел од неколку комисии, ќе ве прашам за активностите во комисиите во Македонското собрание, меѓутоа и за тоа колку се говори за теми поврзани со главниот град во собранието. Така. Јас членувам во две комисии, Комисијата за образование, наука и спорт и во Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија. Меѓутоа, членството во комисиите, односно не само да членувате, имате и останати комисии во собранието на кои што можете да присуствувате, да придонесувате, нели, и да земете збор, иницијатива и така натаму, амандман, како и да е, а да не бидете член на комисијата, така да членувам, еве јас да речам вака во наводници членувам во сите комисии заради тоа што сакам да бидам присутна на секоја комисија, да се информирам за законот кој што треба да помине на таа комисија за да имам аргументи да можам доколку сметам и доколку има потреба и е нешто врзано со Чаир или нешто со некој проблем кој што граѓаните мене ми го предочиле, да можам да тоа го изнесам на говорница, значи да бидам во тек со комисијата, со секоја комисија. Во образование, наука и спорт членувам како заменик председателка на комисијата. Многу често знам да поставам амандман, нели да имам дискусија, иницијатива повторно и сето тоа да биде аргументирано и насочено кон подобрување на условите во образованието во Република Македонија. Заради тоа што јас првично потекнувам од професорска фела, значи јас сум професор пред да станам пратеник во собранието. Многу добро ги познавам сите потреби на наставниците, со тоа ги познавам потребите и на родителите, на учениците, меѓутоа нели немав многу можност да на тоа делувам. Сега сметам дека навистина можам да придонесам како членка на, односно веќе подпредседателка на комисијата за образование и мислам дека навистина сме на добар пат да смениме многу во образованието. Може би некои велат дека постојано се менува законот за средно, за основно и така натаму, меѓутоа знаете како, кога ќе добиете информација од наставникот, од родителот, дека нешто во законот е во ред, меѓутоа не може да се имплементира, вие наоѓате начин сето тоа да го промените, за да може тоа да биде во ред за сите кои што се дел од образовниот процес. Така да, се до моментот додека не направиме совршен закон кој што може би нели и не може да биде секогаш совршен, меѓутоа закон кој што ќе може да се имплементира барем најголемиот дел 90% да кажеме, мислам дека ќе трпи промени и сум задоволна од тоа како течат работите во овој период. Така и моето следно прашање беше колку се говори во Македонското собрание за теми поврзани со градот, па и вклучувајќи го и образованието како такво во главниот град. Се говори во собранието, можеби не
позитивно во моментот за градот Скопје, меѓутоа се обидуваме сите оние негативности што постојат во градот Скопје како пратеничка група да барем ги амортизираме на некаков начин и да изнајдеме решенија со кои што граѓаните ќе бидат на прво место, заради тоа што и затоа ни ја дале довербата. Се говори и за сите останати општини, меѓутоа во поголемиот дел можам да кажам за позитивни проекти, за позитивни напредоци на општините. Колку сте запознаена, кажавме дека имате соработка и корелација со градоначалникот на општина Чаир, меѓутоа колку сте запознаена со тоа, можеби колку од проектите предвидени за овој мандат се сработени досега, што му недостига на Чаиреве од инфраструктурно поле, останали улици кои што за кои што можеби граѓаните бараат да се направат во Чаир во делот на инфраструктурата? Секогаш може да има и повеќе и треба да има повеќе и секогаш останува нешто што нема да биде реализирано целосно. Останати се улици кои што треба да се санираат. Впрочем, ние сме постојано на терен и сега со кандидатот за градоначалник, господинот Изет Меджити, и се забележува дека се има голема волја за да се продолжи сето она што е направено досега, меѓутоа да, има работи кои што треба да се доправат. Тоа е делот во инфраструктурата, улички, тротоари. Во периодот додека бев советник во градот Скопје имав многу иницијативи, заради тоа што бев претседателка на комисијата за еднакви можности на жените и мажите. Имаше многу иницијативи од жените и навистина им беше многу чудно на луѓето зошто жените поднесуваат иницијативи. Ќе ви кажам пример. Мајка со количка, со детенце, уништен тротоар, нема ивичњак нели на тротоарот, нема сигнализација, нема осветлување и тоа е ризик за мајката и за детето. Затоа жените има големи иницијативи и работевме многу на тој план за да може да се санираат сите тие работи. Ќе се продолжи. Не мислам дека не секогаш се реализирани проектите 100%, меѓутоа ќе се продолжи со реализација на она што е оставено. Мислам дека добар дел е и реализирано. Со сега двата повика од владата, нели, во првиот повик аплицираше и општина Чаир. Колку доби Чаир таму и што следно ќе се работи? Да, има неколку улици кои што веќе се отпочнати и се со проектна документација веќе за изработка и сметам дека некаде септември месец половината веќе треба да се отпочнат со реализација. Тоа се малечки заборавени улички кои што требаше досега и да бидат реализирани, меѓутоа нели Чаир е можеби најгусто населената општина, меѓутоа со инвестиции можеби малку помалку, заради тоа и можеби немаше доволно средства за да сето тоа се реализира. Меѓутоа Чаир е едно многу убаво место за живење, така да мислам дека ќе биде во иднина уште подобро. Некако во јавноста како да одекна оние препукувања помеѓу скопската градоначалничка и градоначалникот на Чаир, имено ќе ве прашам овде, сигурно и вие како неодамнешен советник токму во градот Скопје се запознаена за оно што се е случувало во Чаир. Конкретно говорам за урбанизацијата, за она за што и се препукувањата токму таму. Се знаеле што се случуваше токму во Чаир по тоа прашање? Да. Видете, периодот додека бев советник во градот Скопје, реално и многу немаше дискусии и разговори од страна на градоначалничката за Чаир. Можам да кажам дека последниве 6 месеци се разбуди градоначалничката, веројатно во поход против градоначалникот на Чаир заради сопствени интереси или не знам како, не би навлегувала многу во тоа. Меѓутоа, се што сега е изнесено, можеби требаше да се изнесе и претходно ако е вистинито. Јас не би навлегувала дали е тоа вистинито или не. Се гради во Чаир, исто како што се гради во сите општини, како што се гради и во Карпош, како што се гради и во општина Центар. Меѓутоа, веројатно таргетот беше на Чаир, така да јас би оставила институциите да кажат дали е тоа така или не е. Мислам дека требаше, ако е навистина вака, да биде отпочнат ваков процес и на самиот почеток на мандатот. Кој е вашиот личен став? Ете, кога сме веќе кај урбанизацијата, полека зеленилото како да и ни го снимува од нашиот главен град. Ете, конкретно некоја стратегија која што можеби би можела да биде предложена и во Македонското собрание или вие како пратеник, на што ќе се работи во иднина за да не продолжи таквиот тренд на масовна урбанизација? Да, во периодот нели собираме идеи за
проектите кои што треба да следат за новите градоначалници, односно новите зборувам за во новиот мандат, нели може да има и стари градоначалници кои што ќе добијат можност за мандат. Сметам дека граѓаните токму тоа го посочуваат најмногу, зелените површини, и мислам дека и нашите градоначалници, кога зборувам нашите, мислам на ВМРО ДПМН и коалицијата, се градоначалници кои што токму тој процес го стопира и се обидоа да направат токму такви зелени површини, поголем број на паркови со играчки, зборувам играчки, повеќе игри за деца. Значи, мислам дека ќе се продолжи тој тренд и мислам дека навистина ќе успееме да направиме нешто околу тоа губењето на белите дробови на Скопје и на цела Македонија. Така да, мислам дека ќе следат добри проекти за Ете, покрај здравата животна средина, во Советот се говореше ли за оној горлив проблем со јавниот превоз, кој што го имаат и го имаме, нели, сите ние, кои што живееме дали во централното градско подрачје, дали во руралните средини? Така. Се говореше многу. Меѓутоа, ништо не се направи чином. Така е. Навистина најгорлив проблем беше јавното сообраќајно предпријатие и колку и да се обидувавме ние како советници од советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата да придонесеме и да дадеме иницијатива и да направиме било што е во интерес на граѓаните и во интерес на јавното сообраќајно предпријатие, се беше некако обратно сватено и обратно реализирано. Се дава финансии, средства на почеток на годината, финансии кои што се велеше дека јавното сообраќајно предпријатие ќе му бидат доволни за до крајот на годината, значи да може да функционира, меѓутоа сето тоа знаевме дека ќе биде навистина тешко така да се реализира, затоа што знаеа да ги потрошат финансиите до јуни месец, и тоа не е од јавното сообраќајно предпријатие, туку мислам дека се работеше за нешто многу повеќе. Мислам дека сега веќе ќе почне да се реализира тоа многу подобро, заради тоа што и владата најави автобуси кои што ќе, нели, бидат испорачани до градот Скопје и до другите општини кои што ќе имаат потреба за автобуси откако ќе завршат сите тие тендерски и така натаму документации, нели, тендерите. И сметам дека сега во овој мандат навистина ќе се подобрат условите во јавното сообраќајно предпријатие, заради тоа што со новиот градоначалник, односно кандидатот сегашен за градоначалник, кој што со своите идеи, со она кое што знае како треба да го направи, мислам дека ќе придонесе многу за да јавното сообраќајно предпријатие барем малку го извади од дното на кое што е донесено. Колку претрпе обичниот граѓанин и жител на Скопје од таа несоработка помеѓу централната власт и помеѓу градската скопска власт? Мислам дека не беше несоработка помеѓу централната власт и градот Скопје, да. Повеќе се работеше за некоја суета од градоначалничката која што не дозволуваше да функционира секако што треба, а при тоа и беа виновни советниците на коалицијата ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и коалицијата, мислам дека повеќе суетно работеше и дека можеше многу подобро, иако централната власт многу пати ја покри градоначалничката во однос на, еве јас ќе кажам од мојот дел образование со билетите за учениците, плаќањето на билетите и така натаму. Претрпе граѓанинот, навистина претрпе заради тоа што еве повторно ќе го поврзам со училиштата, учениците не ни стигнуваа на време во училиште. Наставниците исто така доцнеа на првите часови, сите оние кои што доаѓаа со автобус. Беше потребно да инвестираат повеќе во такси превоз и така натаму да се снаоѓаат, така да мислам дека навистина претрпе многу обичниот граѓанин. Господине Ангелова, како го доживувате вие главниот град? Што за вас представува Скопје и колку вистински Скопје ви е вам дома? Да. Скопје е едно убаво место за живење. Скопје е еден убав град. Скопје можеше да биде и метропола, ќе биде метропола. Скопје ќе си го врати својот сјај.
Јас го паметам Скопје во многу поубаво светло и за мене е љубов, инспирација и сето она кое што ме потсеќа на младост. Како е да се живее во Чаир, во, јас ќе кажам, местото каде што со животот е пофален, каде што може убаво да живее и македонецот, и албанецот, и сите оние други народи кои што живеат таму, и верувам дека тоа и е така. Како е да се живее токму во Чаир? И Чаир е убаво место за живење. Јас цел живот живеам во Чаир и навистина имаме соживот, навистина заеднички функционираме. Никогаш немало поделба помеѓу обичниот граѓанин и никогаш немало конфликт помеѓу обичниот граѓанин. Секогаш сме си ги решавале заеднички проблемите. Кога велам проблеми, не велам проблеми, не знам од каков карактер, меѓутоа сето она кое што подразбира потреба на граѓанин, сме си го решавале заедно. Јас живеам во стамбена зграда во која што имаме повеќе националности и ако верувате, ние навистина функционираме предобро со соседите и навистина имаме еден така преубав соживот и јас никогаш не би се исцелила од таа зграда. Убаво е да се чуе тоа од другата страна. Кажете ми, имате ли вие посебно место во Скопје кое си го чувствувате за свое, каде што си го наоѓате својот мир, можеби си правите ваш ритуал? Да, јас го обожавам водно, го обожавам Скопското кале, тоа ни е некако така поблиску во Чаир. Сакам да пешачам во градскиот парк и така, малку повеќе да восприемам чист воздух и навистина ми е инспирација кога шетам низ водно кале, Скопскиот парк. Така да, така. Тие се местата. Во емисијата ми споменавте не случајно дека сте биле дел од образованието, односно вашата примерна професија е професор, па ете, предпоставувам дека во Чаир сте извршували таа. Така, ќе ве прашав за образованието конкретно во Чаир, бидејќи предпоставувам дека таму се учи на повеќе мајчини јазици. Верувам дека сте запознаена. Да, јас бев во образованието во училиште. Постојано работам во училиште, во средно училиште бев професор, мултиетничко училиште, каде што... Па нешто така во еден период бев и директор во мултиетничко училиште. Да, се зборува на двата јазика, македонски и албански. Додека јас работам во училиштето и со паралелките и додека директорував со училиште во кое што е мултиетничко, секогаш имаше соживот и сето она кое што не можеше да се реши, да речам, меѓу учениците, меѓу наставниците, го решававме на маса заеднички и секогаш имавме бенефит од тоа и секогаш имавме подадена рака и сметам дека јас лично можам да се пофалам дека сум била и наставник и директор кој што се обидувал и нашол начин да ги обедини сите етникуми. Од друга страна, какви се капацитетите конкретно за во Чаир, за ете градинките, оние за институции за најмладите, за капацитетите во училиштата, во општинските училишта на територија на оваа општина? Да. Капацитетите во училиштата според закон нели онолку колку што треба да се запишат паралелки во училиштата и по број на ученици, има доволен капацитет. Ако зборуваме за број на ученици, мислам дека се повеќе во сите општини ни се намалува бројот на учениците, така да мислам дека треба да поработиме малку на демографијата и на наталитетот во секоја од општините и во Македонија, па и во Чаир. Во градинките немам информација дека има долг ред на чекање, посебно во Чаир. За другите општини можам да кажам дека можеби има нешто повеќе чекање, меѓутоа во Чаир немаме таква ситуација во која што дете не е запишано во градинка. Кога говориме за локалните теми, неизбежно е овде да ги споменаме предстојните локални избори. Имено ова ќе го поврзам со отчетноста која што ја дадоа скопските градоначалници неодамна, која што се случи, на која што проследив дека бевте дел. Излегува ли со отчет, вистински реален отчет скопските градоначалници пред оние кои што ги бираат? Да. Се случи за прв пат да има отчет на градоначалници за она кое што е сработено. И да, дадоа реален отчет заради тоа што
сето она кое што го сработија е видливо. Не можете вие да излезете да дадете отчет за нешто кое што сте го ставиле на хартија и кажувате дека е реализирано. Граѓаните би реагирале веднаш на сето тоа. Меѓутоа ќе ја поздравам транспарентноста и соработката и меѓусебна на градоначалниците, онаму каде што нели еден градоначалник ќе застане, другиот ќе продолжи, заради тоа што многу често имаме општини каде што во градот Скопје посебно, каде што треба билатерална соработка, така да имаше соработка меѓу градоначалниците и заеднички ги решава сите проекти. Да, го сработија она кое што го кажа на отчетот. Јас сум горда на секој еден градоначалник од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Верувам, уверена сум дека ќе си ги добијат повторно мандатите за градоначалници, да продолжат онаму каде што запреа, и мислам дека ќе има уште повеќе градоначалници ВМРО, ДПМН и коалицијата. Какво е Скопје во вашите спомени, госпоѓа Ангелова, во вашето детство, во вашата младост, како го доживувате главниот град, и евоцирајќи спомени токму од него? Главниот град, ќе речам дека ми е секогаш, како што кажав и на почеток, љубов, инспирација и ми е мирис на детство. Ја живеам во стамбена зграда, ви спомнав, во која што има еден голем двор, делува како да е приватна зграда со голем двор. Во тој период беа многу деца од соседството и навистина добри и убави дружби, заеднички игри, заеднички излегувања. Ќе го паметам Скопје од школските денови по екскурзиите во Сарај, на Скопското кале, повторно во градскиот парк, сето она кое што сите ние од тој период го правевме, и навистина едно убаво Скопје, можеби не толку урбано, меѓутоа убаво Скопје. Од друга страна, каква е сликата денес, што би промениле еве вие како директен, непосреден учесник токму во сето она кое што се носи и се донесува во главниот град како политика, еве и како закон секако, што му недостига најмногу на главниот град денес? На главниот град му недостигаат повеќе дружби. Недостигаат повеќе насмеани лица, недостигаат зелени површини и недостига да се престане со изградба на големи згради, да се престане со таа урбанизација која што некогаш делува дека е узурпација. Да, потребни се нови стамбени згради, меѓутоа малку да му дозволиме на Скопје да диша. Му недостасуваат и бели дробови на Скопје, му недостасува една иницијатива во која што еве можеби средношколците, еве можеби сите ние како пратеници, советници и така натаму ќе донесеме некоја иницијатива во која што, ако се сеќавате, порано се засадуваат дрвца и така натаму, нешто со кое што ќе дадеме пример за да може да продолжат и младите генерации тоа да го прават. Како е да се биде жена во политиката денес, колку е поголема одговорноста, јас така ќе кажам, колку е предизвик да се избалансира помеѓу приватното, помеѓу сето она кое што го носи одговорноста на функцијата пратеник? Денес е, да речам така, интересно да се биде жена политичар, заради тоа што многу често жената политичар не се гледа што говори, како делува и за што придонесува, со што придонесува. Многу почесто се гледа жената како изгледа, иако е примерна. Како е облечена? Како е облечена, дали гестикулира со рацете, на кој начин тоа го прави, и многу често знаат и непристојни критики. Секоја пристојна критика е добра за да може да се поправите. И мислам дека можеби па и повеќе жена на жена е, да речам, волк. Жена на жена е таа која што ќе најде поголема мана и ќе се обиде да ја, да речам, поттргне на страна за собствена цел. Меѓутоа е интересно да се биде жена политичар, заради тоа што како што жена политичар знае да сработи, како што жена политичар знае со насмевка да ги добие и најтешките битки, мислам дека маж не може и плачејќи тоа да го направи. Убаво речено. Сте размислували ли некојаш да се преселите од главниот град? Ете, можеби во некој друг град, во друга држава, каде што ќе живеете, ќе работите и ќе творите надвор од Скопје? Никогаш. Никогаш не сум размислувала ниту да заминам од Чаир, а камоли од Скопје или од Македонија.
Македонија е моето место за живење, затоа и се одлучив да бидам пратеник, се одлучив. Имав желба да бидам пратеник за да можам да придонесам за подобра, за поубава Македонија, за Македонија во која што ќе сакаат сите да живеат, па и оние кои што заминале да се вратат назад во родната земја. Така да никогаш не би ја напуштила Македонија, овде ќе останам. Така и од друга страна не можам да не го поставам прашањето колку со ваквите функции, нели сте поблиски до чаирчани, поблиски до вашите сожители, колку има топлина и блискост во живењето во Чаир помеѓу жителите од различни националности? Напомнав и на почетокот, навистина е топло место за живење во Чаир. Оние кои што не влегле никогаш во Чаир и не знаат како изгледа да се живее во Чаир, имаат впечаток дека Чаир е едно место кое што е многу далечно за сите нас. Напротив, Чаир, јас знам да велам дека е главен град на Скопје. Значи, Чаир е центарот на збиднувањата. Чаир е едно многу убаво место за живење покрај сите националности. Националностите му ја прават убавината на Чаир. Вие ги гледате сите оние различни луѓе од вас и не е хумано и не е убаво да живееме сите исто и да бидеме сите исти, нели? И многу е убаво и импресивно да бидете дел од Чаир. Јас сум горда што сум чаирчанка. Кои се вашите следни амбиции и приоритети можеби во вашиот пратенички мандат? Се уште трае, нели, пратеничкиот мандат во собранието, меѓутоа претпоставувам дека директно или индиректно ќе бидете вклучена и во кампањата во локалните избори, во проектите поврзани со Чаир. Секако и со тоа полека и ќе заокружуваме? Да, сето она што сега се случува, теренската посета на граѓаните и сите оние проекти кои што ги собираме од граѓаните, за да конечно ја финализираме сета она програма со која што градоначалниците ќе излезат пред народот. Секако во Чаир програмата што се работи е за советничката група на Чаир која што ќе настапи во 2025-та, нели оние кои што ќе го добијат мандатот за советници и потоа заедно со градоначалникот да можат сите оние проекти кои што сме ги ставиле на хартија да можеме да ги реализираме. На личен план сметам дека ќе продолжам да придонесувам во собранието. Ќе следат периоди во кои што ќе се донесуваат и други закони за кои што ќе треба многу работа и сметам дека за сега ќе се концентрирам доволно на пратеничката функција и она кое што подразбира работа и ангажман во собранието. Не знам дали сте биле дел од советот на општина Чаир, сте биле дел од советот на град Скопје, меѓутоа ете сакам да ве прашам како функционира советот на една ваква општина. Да. Не сум била советник во општина Чаир. Во општина Чаир во принцип имаме од Претпоставувам дека е мешан совет? Да, мешан совет е. ВМРО ДПМН и коалицијата меѓу 3 и 4 советнички позиции имаме и нормално мешан состав од речиси сите политички партии и од албанскиот блок и од македонскиот блок, како и во секоја општина, нели? Постојат договори во интерес на граѓаните, некогаш имаме нели препирки, некогаш имаме неубави политички препукувања кои што според мене се непотребни, заради тоа што сепак работиме во интерес на граѓаните, ние сме тие кои што треба да дадеме идеја, решение, а потоа градоначалникот да направи имплементација на сето тоа, така да мислам дека има, како и во секоја општина, така и во општина Чаир, меѓутоа се трудиме сето тоа да биде во интерес и во најдобро за граѓаните. Така, баш за оние кои што и нели вие даваат довирбата и ве бираат, господја Ангелова, тука полека и ќе го заокружуваме ова ваше телевизиско гостување и едно топло дружење пред камерите. Од студиото на Вистел ќе ви испратам со еден апел во Македонското собрание да се говори малку повеќе за теми поврзани со главниот град. Ќе посакам успешна работа и секако да ја оправдате довирбата пред оние кои што ве избрале, повеќе проекти за општина Чаир, за општината од која што и самите ни доаѓате, вашата матична општина. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш што прифативте мојата покана и да се видиме за други актуелни теми. Благодарам.
Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието. Говорам со претеничката Емилија Ангелова во Македонското собрание. Проговоривме малку повеќе за незината претеничка функција и активностите кои што се ги носи истата, меѓутоа и за општина Чаир, општината во која што со животот, како што кажа во текот на емисијата, е пофален. Се живее малку поразлично, но не помалку убаво, во различни култури, со различни народи, различни комши. Верувам дека бевме интересни, дека споделивме повеќе теми и прашања кои што ете можеби ќе ве заинтересираат и вам. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш овде и се гледаме за една седмица.